разговараме со Петар Волнаровски, представник на Кинотеката на Македонија, кој моментално се наоѓа во Берово со летната програма, која се прикажува во просториите на бизнес инкубаторот во нашиот град. Добар ден, господине Петар, дали можете да ни кажете нешто повеќе за програмата? Добар ден. Добар ден. Па при се прво да се изразам танака големо задоволство и радост што е веќе еден проект кој што подолго време веќе требаше и да постои. Успеавме да почнеме да го реализираме низ градовите во Македонија. А тоа е летна филмска програма на најсовремениот, значи рецентниот македонски филм од последнава или од најновата филмска продукција и документарна и играна и долгометражна и краткометражна. Значи и затоа тој проект е фактички проект и на Кинотеката на Македонија и на Агенцијата за филм на Македонија и се разбира под покровителство и со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Се работи за прикажување на 7-дневна програма на кратки и долгометражни играни филмови и дури краткометражни, среднометражни, долгометражни, документарни филмови. Сите од последната декада снимени на овој век или првата декада од овој век. Особено од неколку причини. Пред се, од недоволно развиената киномрежа во Македонија и малата можност публиката да ги види овие стварувања, многу почесто и многу имаат едноставно преку DVD-а, преку интернет, преку сателитски програми да гледаат светската филмска продукција, но нашите филмови многу тешко може да допрат до нашата публика и многу малку луѓе ги имаат гледано нашите филмови. Тоа беше првата причина, малку да се зголеми информираноста, гледаноста за нашите филмови и интересот на публиката за нашите филмови. Македонска филмска свест, да се нарече, може да. Да, тоа е веќе на подигање на филмската култура во Македонија пред се, но истовремено со оваа програма планот беше, идејата беше да се види, да се опипа пулсот и да се видат можностите и капацитетите кои што ги имаме низ државава за киноприкажување и поредовно. Сега веќе имаме таа можност да се оди на дигитал и да се оди на дигитал проекции преку BIM, не само преку филмска лента која што порано беше навистина тоа бара многу поголеми капацитети и одржување сето тоа кое што многу повеќе чини. Значи идејата беше да се на македонската публика да се прикажат последните достигнувања или последните дела кои што се направени во нашата кинематографија и да се да се иницира еден поголем интерес за такво прикажување. И како што испадна дека тој интерес е голем во внатрешноста на Македонија, со тоа што оваа програма им е понудена на сите општини во државава, не е само за ова лето, туку и за следното има исто така, можеби со други филмови и така натаму, но не само и имаме намера тоа да не биде само летна програма, туку ако може тоа да почне да се одвива, да речеме, можеби 2 пати, па до 4 годишно да се додека не се стигне до некоја редовна филмска програма адекватна за секоја општина, колку што им се капацитетите и колку што е интересно. Идејата е прекрасна затоа што многу од македонските филмови не може да се најдат например на интернет, да се симнат од торент или како е обично што го правиме тоа. Да, па токму тоа беше и идејата, значи повеќето од овие филмови се доста нови, сите се уште се во некој процес на нивно прикажување, дистрибуција, водење по фестивали, така натаму сега, ако не на еден начин, тогаш и на друг начин, постоја се уште нормално авторски продуцентски права, кои што не се free shareware на интернет, нели? Затоа и се тука и Министерството за култура пред се изигра на голема улога, кога преку со Агенцијата за филм, која што фактички е единствената институција која што може да побара и дозвола за отзакување на авторските права за едно бесплатно прикажување при вакви ревијални настани. И токму затоа, баш така не се многу достапни до публиката, како не ги видела, па да знаат прилика што се нуди. И мислиме дека баш со оваквото
еднократно ревијално прикажување ќе го покажеме баш интересот ќе го имат и самите филмаџи, и самите продуценти, и самите автори со поширока потоа и полесна и повеќе дистрибуција нели на самите филмови, кога луѓето нешто ќе им се допадне, кога сакаат нели да имаат и почесто нели и така натаму. Во таа смисла, токму затоа сметаме дека едно време сите имавме на голема филмска публика која со нели со сите овие промени и појавата на видеото, DVD-то многу се растори цела таа кино мрежа. Но сега веќе со новите овие нели дигитални технологии повторно станува многу лесно достапно за нов вид на кино, што веќе се обидуваме и кај нас да го воспоставиме на помали джепни кина низ држава кои што навистина ќе си имаат можеби помала, но избрана програма адекватно на потребите на публиката филмска во тие општини така. На пример, јас како ќе разгледав програмата и филмовите што се понудени, не знам, не многу голем, ама прилично добар број од филмовите, ја не сум слушнал за нив. Така да сметате ли дека треба, не знам, рекламата за филмовите во Македонија да биде по за да дознаат луѓето дека воопшто, затоа што сме преокупирани со на пример маркетинг и реклами од други филмови и од се друго, а само не од нешто македонско пе македонски филм. Добро, видите, особено за ова краткометражна играна и документарната програма, мислам овие особено филмски дела, не програма, значи документарните филмови и кратките играни многу тешко добиваат како било видно дистрибуција или прикажување. Сега тоа е кај нас навистина, и од секогаш било така и порано. Во киното се прикажуваше играната продукција, но затоа документарната беше многу интензивно застапена на телевизијата. Додека сега оние кои што се постои една разлика меѓу телевизиска документарна продукција и филмска документарна продукција, што не е истото. Сега со дигитални технологии веќе се приближува, се надевам дека ќе биде веќе некако ќе се интегрира цел тој. Многу беа подалени работите. Сега од една страна имаме доста документарна програма снимана од самите телевизии како нивна сопствена продукција, додека овие независни документарни проекти, независни кратки играни проекти не можат да стигнат до кино никако. Мислам многу тешко, само ревијално вака, само на овој начин. И информирањето за такви постојањето на тие филмови кај нас моментално може да се најде нели по сајтовите на Агенцијата за филм, на Кинотеката на Македонија и уште на неколку сајтови кои што може би помалку или повеќе се занимава со филм и на нивните сопствени сајтови на продуцентските куќи и имаат нели секој филм си има посебен сајт за себе. Но кој е заинтересиран може да ги најде, но да ги изгледа тешко бидејќи се уште се нели многу нови филмови кои што не се уште онака фри шервер, така што продукција, јас морам да кажам по друга страна многу е убаво и радост е тоа што дури оваа програма е многу мал дел од продукцијата која што фактички ние имаме последниве 10-15 години. Има многу повеќе филмови снимено, и играни, и документарни, но многу е тешко ти стигнува до публиката, особено ако се независни филмски проекти, значи не се телевизиски. Ако се телевизиски, телевизијата се ги прикажува и потоа си имаат размени помеѓу себе, заради нели оној законот за имање на сопствена продукција, не знам колку проценти и така натаму. Додека овие независни проекти така висат и многу тешко доаѓаат до прикажување. Сега која е причината? Веќе друго прашање. Не можеме да кажеме дека е само до неработењето на продуцентите, бидејќи не е вистина. Тие се трудат, но тешко наоѓаат простор. По друга страна, со имањето толку малку кино и толку малку интерес за ревијални прикажувања, кои што само еднаш нема редовен репертоар. На редовен репертоар кај нас се уште ретко минуваат, освен овие големите играни филмови. Затоа се интересни овие програми, ако не за друго барем да се потикне интересот, па да се побараат тие филмови, а потоа преку продуцентот можат и секакви други институции и приватни лица да си ги побараат и да ги добијат филмовите. На Запад е на сосем друга ситуација, каде што постојат специализирани кина кои што нон-стоп прикажуваат 24/7. Таа продукција прикажуваат, кај нас тако нешто нема. Се надевам
по некоја догледна иднина ќе стигнеме и до таму, не, се надевам дека ова е почетокот. Да. Овој проект ние токму така го замисливме, интересот можеби не беше преголем годинава, најверојатно ради фудбалското првенство, но ова е сам почеток. И уште навистина сега мене ми многу мило беше, имав можност баш прво да ја побера програмата Општина Берово. И беше да се погодам тука, бидејќи мене многу ми се допаѓа место, од секогаш ми било онака еден посебен бисер на Македонија. И многу мило што баш од тука, од овие помали места каде што навистина би требало да почне сето тоа, како мислам што се однесува тоа една нова филмска култура во Македонија на еден друг начин, бидејќи самата кинематографија. Самата програма од кога, почеток од кога, од ова година или од? Овој вид, значи како ваков комплетен целосен проект троен на Министерството за култура, на Агенцијата за филм и кинотека на Македонија е прва година. Значи само што почнавме, а до минатата година имавме поинакви ревијални некои програми кои што кинотеката само си ги подготвуваше од своите архиви со постари, но со далеку постари филмови, кинотечно прикажување, една сосем друга работа, тоа се стари филмови, на Вардар филм продукција, која што од неодамна добивме барем тие основни права за прикажување, ревијално и за кинотечно прикажување, така да тоа беше пак едни реви на постари македонски филмови и по некој можеби понов, ако ние некако успеавме да добиеме дозвола од продуцентите или од авторите кои што речеме за филмови кои што веќе не се во дистрибуција, не се. Тоа го имавме во повеќе градови и одевме на DVD проекции, претежно бидејќи 35 проекција, 35 мм на многу малку место во Македонија, само на неколку можат безбедно да видите, тоа се архивски копии кои што ние ги имаме 35 мм во кинотеката и навистина треба да биде многу добра на апаратура и кинопроекторот и се прозадиња да смееме да го прикажеме, да не го уништиме филмот. Повеќето се апаратури уништени, така што Вие како филмолог ме интересира што мислите за македонски филмови, посебно овие првата декада од новиот век, што мислите за нивото на, не знам, квалитетот на филмови? Што да се од нашата кинематографија, значи и да почнеме од прво основните параметри кои што се ги имаме ние како кинематографија, значи колку може тоа државата да изфинансира, колку можеме ние да најдеме и други пари и копродукции и така натаму. Треба да се биде задоволен, морам да кажам, бидејќи порано кога беше и другиот систем поинаку се снимаа филмовите, сега еден сосем друг начин на снимање, не зборам начинот на снимање на филм како технологија на снимање на филм, туку се она што е потребно за да се снима филм, да се стигне до реализација. Би требало да бидеме доста задоволни. Сме дека да дури за време на Југославија ние имавме за тие 45-50 години просек од еден игран филм годишно е двама. Значи имаше години без филмови, имаше некои години со по 2 до 3 филма максимум. Ние сега имаме рече секоја година продукција од по 2-3 филма играни, што е веќе многу повеќе значи претходно. Да. И на сега што квалитетот, кога веќе зборов за квалитетот, јас не би сакал да вреднувам вака или онака, туку ставот ми е следниот. Мене ми е мило што веќе има повеќе филмови, значи има една маса на филмови, од кои што не има квантитет, за да може од тоа да се излачи квалитет. Повеќе или помалку, како за кој вкус, како за која публика, нашите филмови си наоѓаат некое место. Од друга страна си имаме онај менталитет на експеримент. Филмот кој што знае кај нас да има бура на леле филмот е добар или не е добар, филмот е ваков или онаков, тоа се уште си имаме онакви уметнички експерименти на нашите автори, но полека се формира една стандардна кинематографија која што едноставно се оди со едни солидни филмови кои што се продукциски, сосем оптимални, кои што се потоа како приказна, како нешто го прикажува веќе сосем едно друго, тоа се други евалуации, тоа се други вреднувања, но она што радува е тоа дека веќе имаме продукција која што имаме кинематографија која што продукциски веќе е валидна од кој било аспекти, од кој било стандард да се гледа, кој што е продукциски оптимално сработено и така натаму, а сето друго веќе оставаме натаму на историјава на критичарите.
да си го кажат своето и да видиме кој филм колку делува, кој филм колку ќе остави трага, тоа е веќе прашање на времето. Благодариме на соопштиот одговор за моето прашање, доста длабоко и сеопфатно. Се надам дека се гледаме во многу кратко време повторно во Берово. Благодарам прво за поканата за интервјуто, второ исто така сакам да се благодарам навистина и до градот Берово и до општината во Берово за многу убавиот прием и за тоа што се чувствуваме толку убаво овде. Се надевам многу брзо со тоа што дека веќе се водат и некои преговори за тоа како некој ова како е овај простор кој што е многу интересен, кој што сега прикажуваме програмата, Битици Купаторот може да биде искористено исто така, значи кога е потребно и како мала киносала за дигитална проекција. Да. Ако тоа се реализира, особено со помош на Министерството и Агенцијата за филм, може да се издействува и да во Берово да има и многу поредовна филмска програма, може би не секојдневна, но барем месечно да има по нешто или па на 2 месеца да има нека голема програма. Значи, која што сето ќе оди преку дигитал проекција, субим и така натаму, така да јас се надевам дека ќе се гледаме почесто, тогаш веќе кинотеката како единствена институција во државава која што ги прибира и ги чува филмовите од националната кинематографија заедно со Агенцијата за филм, која што е тука за продукцијата на таа игра, на таа филмска наша програма и така натаму ќе и почесто ќе се гледам. Уште еднаш да се заблагодарам на интервјуто и на сите ваши на сета ваша публика. Поздрав и се надам се гледаме напреку.